Продолжуваме натаму со оваа отворена наша утринска програма. Секако се стиглиме на лице место. Лето е вистинско време за книга на плажа. Милена Силјановска многу повеќе со деталите заедно со Марија и Наум на лице место. Ако е си подготвено, тогаш да видиме кои ќе бидат препораките, кои книги да ги понесеме на плажа ова лето. Така е, ката се согласувам дефинитивно за совршен одмор, барем за мене. Совршениот одмор се состои од ладно кафе, читајќи интересна книга со интересен наслов и интересна содржина, па затоа се наоѓаме на лице место во издавачкиот центар 3, каде што моја денешна гостинка всушност е уредничката на самиот издавачки центар, да откриеме повеќе за кои се всушност најбарани книги во овој период. Добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро и од мене. Баш ми е драго што не повикавте на разговор баш во овие топли денови, затоа што книгите секогаш се одлично прибежиште и за солниште од и кога е топло и кога е ладно, но и особено ми е драго што неодамна се вратив од летување и сватив колку луѓето читаат на плажа. Значи сите беа со отворени книги, на моје особено задоволство, повеќето што ги читаат дури и од другите земји, читаа книги што ние ги имаме тука на македонски јазик, што ми е особено чест затоа што тоа значи дека и нашите читатели имаат квалитетни преводи на кои што може да се потпрат. Верувам дека е така, можеби има некоја енергија која што самиот летен период го носи тоа. Во тека всушност летниот фестивал, односно акција. За каква акција станува збор, што нудите? Летниот фестивал на книгата започнува традиционално, се одржува во јуни, јули и август и започна на 22 јуни со ноќ на книгите, така што едновремено ќе им најавам и на читателите дека и оваа сабота на 22 јули, еден месец подоцна, ќе имаме повторно ноќ на книгите во нашата книжарница во Истгейт, која што ќе работи до полнок, што е мощно интересен начин нели да се обележи, затоа што ноќта баш е наменета за читање, особено за љубителите на трилерите. И тука може да се ја земат и книгата Специјалист за љубомора од ЮНЕСБ или која било друга книга, особено се популарни романсите во овој период, но за нив потоа првен да ги запознавам дека летниот фестивал на книгата подразбира голем попуст на сите изданија на Три на Паблишер во висина од 70%, а исто така е мощно интересна понудата за купени 3, 5 и 7 книги, односно тоа е дополнителен попуст на веќе снижените цени. Има голем интерес, што значи дека навистина е голем попустот и секако мислам дека ретко кој влегува само за една книга, така што верувам дека сите ќе може да си одберат повеќе наслови. Со самото тоа што има голем интерес, следува и топ листата. Верувам дека може да се забележи, каде што всушност овие наслови позади нас се најбараните. Во рацете всушност држите и 3 од нив. За какви книги станува збор? Можам да кажам дека, барем мене лично, изборот на книга ми зависи од дестинацијата на која што се наоѓам и затоа што претежно повеќето луѓе одиме на плажа, а верувам дека затоа и романсите фаќаат поголем дел од топ листата, особено овие две книги кои што излегува минатиот месец. Тоа е Фатени во љубовна мрежа од Теса Бели и Љубовни неврони од Али Хейзел. Исто така овие две авторки беа летен хит и минатото лето со други книги, со Се случи едно лето и Љубовна хипотеза, па гледам дека дури оние кои што лани ги пропуштиле, сега им се навраќаат на нив. И уште една интересна романса, Среќа е да пијам чај со тебе, која што излезе на овогодишниот саем на книгата, и која што е малку поинаква романса, но има и мистерија и станува збор за подлабока белетристика, што мене ми е фаворит во последно време, но тука е секако и популарната психологија, нели ако одат да речеме во шума, препорачувам некој трилер или популарна психологија, доколку се нели има и луѓе кои што се останати на бирото и кои што вредно работат и во текот на летото. Габор Мате е секогаш прв на листата, така што најавувам една нова книга од него, Митот за нормалното. И секако, значи, не само според дестинацијата, туку треба да си ја следиме и треба да си ја следиме и срцето, и желбата. Токму затоа и слоганот на летниот фестивал на книгата ни оди каде книгата те води, па да одиме каде што не водат книгите, исто така и срцето.
Моја желба се психолошките книги, па затоа тука ќе прашам кои психолошки наслови, односно книги ги препорачувате и дали можеби некоја од овие кои што се изложени на топ листата се всушност психолошки. Да, држете се до своите деца од Габор Мате е еден прирачник за родителите, особено за оваа современост која што ја живееме сега. Особено е препорачлива за родители, меѓутоа може да научиме и ние, нели, кои што се уште не сме станали родители. Тука е Планината си ти, која што многу долго време, уште од зимата го држи своето место на топ листите, а гледам дека и во странство е многу популарна. Очекуваме некој нов наслов и од Бријана Вист, Кафе Муабет со себе си исто така, и секако тука се и бизнис книгите. Киосаки, кој што е авторот на Богат татко, сиромашен татко, излезе со уште еден наслов, Богато дете, паметно дете, и сега не ја имам при рака, но тука е и Квадрантот на протокот на парите, што исто така се многу барани книги. Има секаков вид на литература, имаме различен избор, класиците се секогаш тука, што мене многу ми е драго. На запад ништо ново од Ремарк излезе неодамна, таа не е едицијата безвременски која што ја следиме и гледаме што е можно повеќе да ја збогатуваме, затоа што гледам дека кај луѓето се јавува интерес да ги имаат класиците во некое ново руво. Напоменавте дека е голем интересот, сите оние кои што всушност се љубители на пишаниот збор дефинитивно ќе си го следат срцето и ќе изберат некои од книгите, но што е со оние кои што не читаат доволно книги, а секако треба, какви бенефити имаме од самото читање на книги? Секако имаме многу предности од читањето, како што споменав пред малку, нели, тие не се само прибежиште, туку може и да научиме многу за животот од нив. Затоа, освен популарната психологија, која што ја препорачувам за оние на кои што им требаат насоки, техники, што би требало да ги совладаат во животот, кои што се чувствуваат изгубени да ги читаат, но исто така и од фикцијата, односно од романите, од белетристиката, особено од големи романсиери, како што се Елиф Шафак или Харуки Мураками, можеме да научиме многу. Практично преку нивен пример, преку примерот на ликовите, ние може да го следиме нивното движење и на тој начин да си го најдеме патот до среќата. За крај можеби не напоменавме кои се останати книжни новитети, освен летниот фестивал кој што е во тек? Книжни новитети се овие кои што ги споменав, нели, романсите, оние кои што ги очекуваме како Габор Мате, Ремарк, на запад ништо ново, така што може да не следите и на нашите страници на Facebook и на Instagram, затоа што сепак се новитети оние кои што стигнале пред еден или два месеци, како што е Елена Феранте, голем интерес има за неа, односно е големата книжевна енигма, тука е и Мамен Санчес или некои други наслови кои што стигна од областа на фикцијата, исто така да не ги заборавиме и домашните автори, секогаш треба на нив да им обрнуваме внимание. Венко Андоновски се уште постојано го слушам во етерот и во книжевната критика со последното негово дело Папокот на светлината, Винка Саздова, Јагода Михајловска, Георгиева, Ана Аврамовска и така натаму. Ви благодарам за сите овие информации, за сите понуди. Фала ви вам и се гледаме на летниот фестивал на книгата, да не забораваме дека во сабота не очекува мощна интересна ноќ на книгите, односно ноќ на читање. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека ви дадовме добри идеи за тоа кои се всушност најбараните книги, па верувам дека ве заинтересира исто и вас, и секако да не заборавиме дека овие книги всушност се најдобро нешто кое што можеме да го понесеме на нашиот летен одмор, односно да читаме на самите плажи.